Добар ден, ученици! Денеска на овој час ќе презентираме вежби со интересно помагало за домашни услови, а тоа ќе биде маса, може да биде ваша работна маса, биро наречено, на која што имате лаптоп, компјутер, простор за работа за домашни задачи, може да биде и она трапезариска маса. Меѓутоа, отприлика тие се маси кои што се на оваа висина околу 70 см, каде што ние ќе ги покажеме овие вежби, а вие ќе може да ги реализирате во домашни услови, со една напомена или предупредување дека пред часот, освен мониторот, лаптоп, што ќе ви биде камера, телефон пред вас, другите работи може да ги потргнете, за да не ги при вежбање од некои вибрации или од замавнување да не се случи да паднат или да направите некоја штета. Уред, овдека на ова видео во 360 степени ќе имате можност да ги видите вежбите овдека од страничен нагол, на другите две места лево и десно како се изведуваат напред, исто страничен нагол, и позади вас ако свртите за 180 степени ќе видите како се изведуваат вежбите од позади, бидејќи некаде навистина мора да се створи представа како треба да се постави телото за да вежбата биде ефективна. Започнуваме со вежби за загревање на мускулатурата на телото, потпрени за маса, внимателно, гледаме да е стабилна маса, да не се клати, и одиме за почето за да почувствуваме со низок джок или она трчање само на прсти, ние ги одвојуваме, да почувствуваме како се однесува нашето тело, нашата тежина, која е висина на маса, малку да се прилагодиме по овие 20 на секунди, речеме така, почувствуваме во висок джок или со високо трчање во место, попрени раце со високо подигнати корени. Почувствуваме се. Од 20 на трчања може малку да се вратиме пак во низок джок, колку да се умириме и застануваме повеќе. Следна вежба ќе биде подигнување на колената, но сега наместо горе кон гради ќе одиме широко набор кон лактите, односно кон рамениците, доколку некој може да оди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Може да одморите малку, бидејќи ова е малку по, така да кажем, напорна вежба, не е позната доста, не често користена во овие часови, и продолжуваме. 1, 2, 3, 8. Сега по оваа вежба, исто за загревање, ќе се уште потпрени бакана маса, ќе направиме суножни скокови, значи двете нозе истовремено, ги подигнуваме кон со колено кон гради, меѓутоа ова е вежба тешка без потпирање на раце, но сега рацете ни помагаат да ја изведеме полесно. Ќе одиме 8 скокчиња, па пауза, па 8. 1, 2. Така да ќе почувствувате дека масата навистина сега помага во овие вежби, ако пробате да ги изведете без маса, со исправен труп, ќе почувствувате дека навистина се тешки за изведување. Уште еднаш. Во ред. Уште една вежбичка е ориентација да биде маса, но нема да сме подпрени. Подскоци со свртување за 180 степени во една насока и во друга. Значи се потребуваме едно половина метар од маса и ќе одиме 8 скокчиња, па пауза, па 8. За 180 па се враќаме. Па на друга. Значи, едно свртување, го броиме за 1 и уште овде 8,
повторување ќе го затвориме овој дел на загревање. Уште еднаш одиме. Малку ќе се разлабавиме, ќе издишиме, земаме воздух горе, полека, издишуваме и се опуштаме. Еве веќе поминати скоро 2 минутки. Температурата на телото е така покачена, загријана и веќе имаме можност да направиме вежби за истегнување. Ќе искористиме масата да направиме вежби за истегнување за почеток на раце. Ево расчекорен став. Одиме малку на една страна, речеме на десна страна на маса, испружуваме лева рака. Така. Рамо кон масата, а телодиво на друга страна. Задржуваме 8 секунди. Така. Полека се префрлуваме на друга страна, внимателно. Ја испружуваме раката, одиме со рамо до крај и задржуваме 8 секунди. Се трудиме да се свртиме што по-на страна, за да рамото биде истегнато. Сега, може во следната вежба, која ќе ја направиме, ќе биде обратно, ќе биде раката крстена. Се одиме на десна страна, например, со десна рака, но ја пуштаме на спротивна страна и пробуваме да се истегнеме. Значи, задниот дел дека од рамото, предките ќе почувствувате дека се истегнува. Така задржите 8-10 секунди. Одлично. Одиме сега и со другата рака. Така ставаме. И се трудиме да излечеме што повеќе на страна. Може и повеќе од 8 секунди задржуваме, за да има ефект и за да може полека да почувствувате дека се стегнува и да се поставите убаво на клупите. Следна вежба што ќе ја направиме, ќе се оддалечите едно скоро 1 метро, да станете на колена, отпрени со дланки, односно со прст горе на масата, ги свиткувате рацете под брафа над латицата и под латицата и туркате со трупот надолу, со глава, за да се истегне задниот дел на надлактица или трицепс, да речеме, и задржувате 8 до 10 секунди, одмарате малку, па ќе направиме уште еднаш, бидејќи прв пат може и недобро да сте поставени, а по втор пат да ја направиме вежбата по-ефективно. Добро. Ето. Сега ќе пробаме да направиме вежби за истегнување на труп. Да речеме, први ќе дадеме вежба за истегнување на страничен дел на труп, а тоа ќе биде со отклони на страна. Бидејќи ќе биде по-динамична вежба, ќе застанеме повеќе на една страна од клупа и ќе направиме 8 повторувања да се обидете во отклон, да допрете со рака до клупа. И почнуваме. Се исправаме. 2 и дишењето го синхронизираме со ова наше отклонување. Отпирање, 5. А истата вежба, доколку до оваа не ја гледате добро, можете да ја видите ако свртите со камерата на лева и на десна страна. Одмараме малку, се поместуваме сега на друга страна, на маса, како и да е, ние ги користиме овдека училишни клупи, вие, или како и да е вашата маса, биро дома и така натаму. Одиме на спротивна страна. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Сега, на оваа следна вежба ќе внимавате, ќе го работиме засук, каде што ќе бидеме поставени пак на една страна на клупа и ќе се обидеме со десна рака да се свртиме до 180 степени да речеме и да се допреме до клупа. Нормално ќе внимавате да не бидеме над клупа, ако биде, да не мавнете и да не направите штета на некој од видите или вашиот компјутер или што и да имате на масата. Почнуваме со осок повторно. Се префрлуваме от друга страна. Мала концентрација, поставување, сапак враче да став за да имате стабилност и одем. Инаку сите овие вежби, што ги работиме во загревање и во истегнување, добро да се изработат што е можно поправилно, бидејќи потоа ги олеснуваат нашето ангажирање, односно најдобро постигнување на вежбите во главниот дел од часот, кои што ќе бидат вежби за сила. Сега ќе преминеме на истегнување на нозе во поширок расчекорен став. Еве некаде половина метро од клупа, одиме со почушнување на лева и на десна нога, но ќе направиме со задршка од 8 секунди на една страна, па задршка од 8 секунди на друга страна, потпрени нормално на клупа, за да биде полесно, но ќе се потрудите што почнуваме, што пониско да се спуштите, овдека десната нога ќе биде оптеретена, но левата пак ќе биде истегната и еве сме уште 3, 2, 1, се исправаме полека и одиме на друга страна. Што пониско, бидејќи сте потпрени, 1. И убаво да се истегне вътрешниот дел на носите. Во ред се исправаме тука. Одиме уште еднаш на десна страна и левата нога убаво истегната, стопата напред, ќе ви се истегне убаво. Што пониско, задржувате, се исправате сега полека и одиме на друга страна. Потпрена маса, но ефект на вежбата на нозе е доста голем. Отлично. Се исправате полека. Малко ќе посесите, ќе вас набавите. Сега попрени со две раце напред, одиме. Едната нога ќе биде позади, значи како исчекор правиме, полека се подпираме на напред, телото и тежината оди на предна нога, која што е свиткана во злоб на корено, а задната нога ќе остане максимално исправена, за да ви се истегне задниот дел на ногата која што е позади, во наш случај десна нога, особено под коленицата ќе се истегне после овие 8 до 10 секунди, се исправаме. Негуваме нога, значи, отеде исчекор нормален, се пуштаме на напред, се подпираме полека, тело исправено колку е можно, предна нога свиткана во колено и двете нозе се со цели стапала на подот, за да може да се истегне задната страна на задната нога. Во ред, супер. Уште еднаш прогресуваме, еве ќе дадеме уште една вежба за нозе, да истегнеме и предната страна на нозете, на мускулите на нозете, што ќе биде, ево од 1 метро правиме поголем исчекор, се спуштаме напред и двете нозе се спуштани подавно од 90 степени, но сега оваа вежба може да ја задржиме, инаку често пати до сега ја работевме динамично, еве овдека малку на овој начин, па уште еднаш по 108 секунди одиме на слободна нога, тело ќе гледате да биде исправено, подпрено ви помага рацете подпрено на масата, но убаво ја
изтегнувате предната ложа над коленицата и ќе го повториме уште еднаш со десна и со лева нога и ќе го завршиме овој дел на изтегнување. Одиме уште 8 секунди. Дело е справено. Нормално коленото на задната нога не треба да биде потрено на подот, туку 1 сантиметар до 2 да биде подигнато. Ќе почувствувате топлење, изтегнување на предниот дел над коленицата. Одлично. Добро. Ајде, ќе завршиме со уште една вежба сега, која планиравме во овој дел од часот. Од нормален став, рацете ќе бидат во одрачување, ќе се доближите колку е можно поблиску до клупа, кое што нема да ви дава можност да се свиткувате во грб и да одите на назад, туку да бидете што по-исправени со нозете и одиме. Одоле, вкрстуваме со десна рака, наместо до лева нога, одиме до левата страна на маса, до спротивна нога и правиме 8 повторувања. 4 на една страна и 4 на друга, па ќе одмориме малку. А во вториот дел ќе пробате, ако сте биле поодалечени, нели, од она што се вика немате искуство или не знаете колку се вашите можности, се приближувате уште повеќе, можете поширок расчекорен став сега, знаеме кај сме и поштуваме уште еднаш исправени нози и одиме. Хоп! Убаво. 2. 3. Хоп! 4. 5. 6. 7. 8. Во ред, тука некаде ќе завршиме со овој дел за изтегнување. Продолжуваме со вежби за сила на клупа. И на крај ќе имам вежби за изтегнување и лабавање, кои што ќе ги изработи нашиот колега Филип. Повеќе. Благодарам. Добар ден од мене ученици. Пак напоменав, внимавајте на реквизитите, на било што стана предметите на сичката, да не удриме нешто. И во постувањето со рацете, внимавајте да не се постувате многу назад под косина, за да не го турнете бирото или масичката, туку повеќе вертикално. Така што рамениците да бидат над дланките и биде препорачено. Полесен став, ако застанеме радчекорно, потесен став, одека ни прави да биде вежбата потешка. Значи одиме први сок, собирање на раката, допирање позади главата. Па може да започне. Броим 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мала пауза, ќе внимавате исто на трупот, да не бидете поставени вака, туку трупот да биде во права линија, телото да биде тврсто. Одиме уште 8. 1, 2. Значи телото да не се движи воопшто, само раката. 6, 8. Одлично. Значи што поблиску сте, тоа и полесно. Сега ќе треба да застанеме поблиску до масичката и ќе внимаваме раците и лактите, значи да не бидат високо, да не допреме воопшто со лактот до бирото, до масичката. Се спуштаме и чучуваме, значи вака. Удржиме трупот на некои си 5-10 см растяг. Одиме раците високо горе. 1, петицата на подот, 2, 3, 4, 5, и дишуваме нагоре, 7, 8. Малко одмор. Може и по-споро темпо да работите на почеток барем. Битно е со мала пауза да имаме можност секој да заврши повторување
свое темпо, одиме уште 8, издишуваме нагоре, значи. Три. Осум. Така. Малку лабавиме, и потесуваме и носите и раците. Сега исто ќе внимаваме на ставот и со едната нога ќе работиме најизменични движења, значи со коленото, слично на размерувањето, ќе го допреме лактот од надвор и потоа ќе го допреме на трешниот лак. Цело време со една нога комбинирано 8 повторувања, па ќе одмориме, а потоа со другата нога. Да започнеме. Значи, до допир над лактот. Значи, пробајте да видите над лактот, а не под лактот. Малко одмор, косина на телото, зашто ако застанете вака, со колковите назад, вежбата ќе биде навистина лесна, нема да се ангажират стомачните мускули, затоа треба малку далеченост и колковите да бидат во права линија, а не да бидете потребни вака. Оди. Стапалото односува на прсти долу. Така. Се олабавуваме малко, сега ќе направиме склекови, но ќе внимаваме, тоа ќе видите на друга положба, почва лактите да не одат на страна, значи тесно поставување на дланките и лактите се покрај телото. Ако имаме некој предмет тука, нормално да се повлечеме, само што внимаваме нели да не бидат колковите многу назад или да не пропаѓаме пред колковите долу. Па да одим 8, па пауза. Издишуваме нагоре, 1. 4. 8. Така, вараме малко, ќе направиме уште 8. Значи, лактите покрај телото е неподвижно, немаме клацкање во колковите, го држиме цврсто, стегнат стомакот, за да може да задржиме права линија од стапала до раменици. Одиме уште 8. Се олабавуваме малку. Ќе направиме една вежба за грбните мускули, во која ќе внимавате многу долниот дел од грбот да биде прав, значи да не бидете вака подгрбавени, туку долниот дел од грбот да биде прав, колениците многу малку совиени од тука, за да дојдете до положба 4 метра далечено со пасичка, да дојдете само дланките евентуално да бидат поставени над масата, а не дел од рацете. И во овој случај правиме придвигнување вака, без да ја допреме масичката. Започнеме. По можност погледот го држиме напред. Осум. Да одмараме малку. Така. Значи, телото е неподвижно, едноставно раката се движи со раменјата, значи назад. Движење во раменскиот пояс. Така, се поставуваме пак. Погледот напред, грбот е целосно прав и оди. Така. Добро. Малко одмараме. Може да дишиме или издишиме. Малко поголема пауза, стоите повеќе вежби со кратка пауза. Сега ќе дадеме малку динамика во скокањата, кога сме долу, би поделе повеќе во разчекорен став, а кога сме горе, во споен став, со движење на рацете, што ќе би изгледало во
израчување, долу до предрачување. Значи, внимаваме нормално да не удриме во масичката. Чучување со скок. Па да започнеме. Хоп. 2. Отлично. Набавиме малку подинамична вежба и малку позамрна, така што дека во секој случај ќе треба малку пауза, земаме воздух и полека издишуваме. Одиме уште 8 повторувања, целосно исправени раците нагоре и почнуваме. Забавајме пак и повторно еднаш. Дишуваме. Втората варијанта на склекови што ќе ги работиме е со широко поставување, значи не тесно, широко. И во првата варијанта нели лактите не одија блиску, сега ќе може да одат на страна. Така изгледа тоа, значи пошироко од рамениците и лактите може да одат на страна. И дишуваме пак нагоре и правиме 8 повторувања. Започнеме. Осмо повторување, мала пауза, вложиме. Внимавајте, ложбата, немој да ги правите слековите нели вака, да ви останат боковите позади или да пропаѓате. Целосно туку држите го трупот и нозите повржени во права линија, значи телото да биде во права линија од стапала до глава. Да започнеме, значи, уште 8. Отлично. Уште една вежба за нозе, последна и завршуваме. Во овој случај, значи, ќе пробаме денеска да направиме мало почучување на едната нога, што со оглед дека ќе одиме малку, нема да биде многу тешко, но во секој случај потешко од оние чучувања што се на две нозе. Значи, аголот до кој ќе треба да дојдеме, стапалото да биде целосно поставено долу, да немаме некои движења, да не се качуваме на прсти и да се спуштиме малку. Како ќе го направиме ова, значи, во положба да се помогнеме малку со прстите, но не со дланките, чисто за равнотежа, со еден прст, например, и се спуштаме и се подигнуваме. За равнотежа. Би можеле ова да го правите и без помагање од прстот, само што да бидете навалени во некоја сега да кажеме положба слична на вага или коса вага. Одиме 8 една нога. По-косо, би било по-убаво, по-хоризонтално да кажем поставени. Ова ќе направиме само една серија 8 на една нога. Звучи малку потешка вежба. И одиме на другата нога. Ги лавеем нозете. Почнеме малку со истегнување. Кратко, значи 8 секунди. Ја влечеме над коленицата назад, трупот го држиме прав. Сигурно почувствувавте така малку загрејаност на предната ложа, квадрицепсот.
другата нога. А сега ќе застанеме до крајот од масичката, до ногарката и ќе се обидеме, ползејќи по неја, да се спуштиме, држичи лесно, без да ја влечеме многу, што пониско до подот и ќе внимаваме нозите да не бидат исправени во колениците, а во најниската можна положба, кога ќе дојдеме, да се задржиме повеќе, барем 8 секунди, но овој пат ќе одиме со едно истегнување, што ќе потрае 16 секунди. Издишуваме длабоко, ја спуштаме главата, прави си нозите, се влечеме со дланките од ногарката. Така. И завршуваме со истегнување на трупот. Се поставиме подалечно од трупата, со дланките. Поставиме на масичката, значи. А ова ќе се разликува истегнување до навозувањето, што сега ќе ни бидат исправени рацете, не совиени во лакти. И ќе пробаме со главата да пропаднеме меѓу рамениците, односно со трупот додиме пониско, да се опуштиме, длабоко издишуваме, да ги стегнеме и раменскиот и градниот појас. Да задржиме повеќе, бидејќи ќе направиме само една серија. Со секој издишување да пропаднеме уште пониско. Полека станете, после вака истегнување, треба ништо експлозивно и со тоа го завршуваме денешниот час. Добри ден, ученици!